Бидејќи Игор може да направи приказка од било што, ама негова приказка и да не измислува. Сега ни требаат рандом зборови. Значи сега не да забегувате Зимбабве да кажете па шо ќе каже Игор, мада и за тоа ти ќе кажеш нешто. Значи, имам другар во Зимбабве, во Хараре, Бобо Сеизов, 80 и некоја година и уште живее таму, инженер на браните во Зимбабве, во Хараре. Не го договарам. Значи не го договарано, како да ви кажам. Ајде првиот да видиме рандом збор, значи некаков. Дај, он ќе каже приказка. Тито. Тито, имаш Тито. 30 секунди да раскажеш приказна, 30 секунди течат сега. Опа, брат, да речеме, првиот и последен шамар што сум го јадел од татко ми Джамбас бил заради Тито и Deep Purple. Сега, од кај па Тито и Deep Purple? Вака, брат, значи некаде 1 мај таа година беше продолжен викенд, тоаш беше проблем да се набават плочи странски. Добро. Еден гоце од мој клас, ние во гимназија бевме, 3-та година мислам. Ти теча 30 секунди. Често одеше во Грција, му ја нарачав плочата 24 каратно пурпурно од Deep Purple. Добро. Дента, неделата, одиме на утакмица Вардар Олимпија 2-2 со другарите, пријаме гол Вардар у 90 минута, пцуеме до кермес, нарачуваме пиво и почнеме да трчаат војници. Ај од другиот пат. Ај. Важно ми ја донесе плочата мене гоце, истата вечер. Ама кога дојавме дома, се беше траор. Да, Тито. Тито умрел дента, се прекина програмата, мајка ми, татко ми, сестра ми и јас гледаме веќе четвртиот документарен филм за животот на другарот Тито оди, звони врата, Гоце се појавува со плочата, ми ја донело солун човекот плочата. Утре дента отидовме во гимназија, неавме часови, имаше она комеморација во спортска сала, од магнетофон пушта траурна музика, Лениновиот марш, држеа говори. Со Гоце се вративме кај мене дома, мајка ми и сестра ми беа, татко ми уште беше на работа, веројатно и у телевизија комеморација она. Ја пуштивме плочата, брат. Зезавата, bre. Ја пуштивме плочата. Deep Purple свири Speed King. Тито умрел, пичи Deep Purple кај тебе. Ја давам двојка. Уште не закопан бе Тито. Тито го закопа после 9 дена, нормален ли си? Двојка, па на тројка, па на петка. На петка веќе почнаме, Гоце имаше голема коса, ја тоа почнеме косите. И влегува татко ми Джамбас и само ми рече: "Па сакаш ли да ме уапсат заради тебе конју еден?" И го ми варзање. Уште го памтам. Заради Тито и Deep Purple. Втор збор. Ајде, кој е? Ѓоко, каде? А, таму, ајде, втор збор. Бугарија. Бугарија? Бугарија, 30 секунди за Бугарија. Па кажа пица изли добро. Бугарија. Не, вака има еден бугарски 30 секунди сега, ајде. Еден бугарски има вака, седат у кафана на Шанк Мртов пијани и ја гледа една и вика: "Ще те ще умреш." И она го гледа и вика: "Дај овде обезбедување." Го: "Не! Аз когато ще те ти ще умреш." И ова веќе се пакува: "Че, каде? Јас тебе кога ще те ти ще умреш." И на овај дошол пред овој му вика: "Ајде бе, ајде." А он ја гледа и вика: "Живеј." Ја оставил, браво! Ја оставил! Имам уште истиот тип у парк у Софија, на една клупа и се трезни така. И поминува една софиска госпоđа со пудлица. Добро. Од ние, знаеш. Добро. И го минува, добар ден, се гледа, кај госпожа. И она застанува со кученцето и му се врти и она вика: "Каде му е главата на този куче?" И она вика: "За какво?" "За да го ебам газа." Кај е третиот? Оп, горе. Ајде. Геј. Што? Геј. Ова е интересно. Па ева причата со Бранко беше геј, ама има една тажна прича поврзана Не со бе геј. тажна прича. Не, тажна прича во смисла дека беше напорно да се следи тоа. Значи имаше едно 2 години како во Скопје, веројатно од душманите пуштено, како мене ме фатиле на некоја свадба у Континентал, јас сум бил кум, па ме фатиле со младожењата, сме си правеле вовче. И првиот официјален геј во Скопје не биле овие тука што се прават сега. И јас сум бил душ. Ти си првиот геј? LGBT јас почнав во Скопје. Така е. Тебе ти дужа. Добро, до душе јас почнав за да
докажам дека не сум, ама не е битно, се борев. Нема врска, нема врска, нема врска. Е, тебе за све имаш. Е, сега вака. Тато, јас сум геј. Ама оди учи таму геј, ви,